Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Информативна средба во Прилеп за примената на Законот за работно ангажирање на лица. Со него невработените лица, студенти, пензионери, доколку работат, нема да го изгубат своето стекнато право. Државниот завод за статистика потенцира дека растот на трошоците е резултат на повисоките цени во повеќе сектори, а инфлацијата продолжува да ја засега домашната економија. Во февруари измерена инфлација од 2,9%. Дали со растот на цената на нафтата ќе пораснат цените на производите? Има ли државата мерка за сузбивање на инфлацијата? Што вели заменик министерот за економија? Инфосредба на Министерството за животна средина во Прилеп со компанијата Бехтел и Енка. Представниците од Сдруженијето Спас за Прилеп се вклучија во дискусијата. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Температурата достигна 18 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Елизабета Филиповска. Денеска во Прилеп се одржа информативна средба за примената на Законот за работно ангажирање на лица. Со него, невработените лица, студенти, пензионери, млади, доколку работат, нема да го изгубат своето стекнато право. Центарот за истражување и креирање политики, заедно со Германското друштво за меѓународна соработка, го имплементира проектот веќе 6-та година. И сме многу среќни заради тоа што од идентификација на проблем за непријавена работа, главно во земјоделието, но и во останатите дејности, угостителство и услуги во домот. Направивме неколку решенија кои што беа разгледувани од страна на институциите. Беше одбрано едно решение кое што е преточено во Законот за работно ангажирање, донесен минатата година во мај. Потоа сите останати закони се согласија со овој закон за да можеме да почнеме со имплементација. Особено сме среќни дека ова е модерно решение кое што возможува електронска пријава и одјава со надградба на системите на е-работа на Агенцијата за вработување и со надградба на системот за е-даночни услуги на Управата за јавни приходи. Пријавата, значи, на работниците може да се случи многу лесно од вашиот дом, од вашата нива, од вашето кафуле. Можете да ги пријавите на час и на денови. Се плаќа само одредена сума на паушал, која што е предвидена, мислам е пресметана за да може да овозможи минимална заштита и социјално осигурување, како и повреда на работа на работно место. Главна цел на овој закон е сузбивање на сивата економија
Очекуваме да преку вакви информативни состаноци, што повеќе луѓе, посебно млади луѓе, студенти, меѓутоа и пензионери, невработени, социјални случаи, сите оние кои што се работоспособни, да ги користат бенефитите на овој закон, бидејќи овој закон е направен за нив. Државниот завод за статистика потенцира дека растот на трошоците е резултат на повисоките цени во повеќе сектори, а инфлацијата продолжува да е засега домашната економија. Во февруари е измерена инфлација од 2,9%. Во февруари 2026 година трошоците за живот во Македонија бележат умерен раст, покажуваат најновите извештаи на Државниот завод за статистика. На месечно ниво трошоците се зголемиле за 0,2%, додека на годишно ниво растот изнесува 2,9%. Индексот на цените на мало покажува дека земјоделските производи на месечно ниво се поскапи за 0,7%, а алкохолните и безалкохолните пијалаци за 0,5%. Сепак, некои категории покажуваат намалување. Трошоците за покуќнена опрема за домаќинство, здравствена заштита, транспортот и комуникациите се пониски за 0,8% во споредба со јануари. На годишно ниво, најголемото поскапување има кај земјоделските производи 3,4% и индустриското прехранбените производи 3,3%, додека непрехранбените индустриски производи и тутунот поскапеле за 1,9%. Дали со растот на цените на нафтата ќе пораснат и цените на производите? Има ли државата мерки за сузбивање на инфлацијата? Што вели за ова заменик министерот за економија Маријан Ристевски? Прв пат после поголем период, Државниот завод за статистика го укажа на она што ние го предвидовме и како Министерство за економија и труд и влада, дека инфлацијата ќе падне под 3%. Мислам дека 2,9% беше индексот на трошоци за живот и тоа е добро, бидејќи владините политики до сега покажаа навистина покажавме дека можеме и умееме да се справиме со цените и заштита на животниот стандард, бидејќи целта и на Народната банка и на владата на Република Македонија е да задржиме инфлацијата од 2,5 до 3% од текот на оваа година. Иначе во однос на она што се случува со војната во Блискиот Исток, односно во Иран, тоа е непредвидлива работа од која што не зависи од владата и Република Македонија, ќе ги пратиме тековните случувања и во зависност од случувањата ние ќе реагираме како влада. Иначе гледам дека се направи некоја фама околу снабдувањето со нафта пред се на граѓаните и на фирмите. Мислам дека е од оправдани, меѓутоа и од неоправдани причини, бидејќи цената на нафтата во Република Македонија е најниска во однос на Балканот и често имаше случаи во пограничните места да идат од другите држави и да полнат нафта во Република Македонија. Државниот пазарен инспекторат е цело време на терен, досега има направено преку 250 надзори на бензински пумпи со цел да се контролира ситуацијата, а исто така прави регулаторната комисија во однос на светската берза на цената на нафта, ќе реагира и таа со цената на нафтата во државата. Инфосредба на Министерството за животна средина во Прилеп со компанијата Бехтел и Енка. Представниците од Сдруженијето Спас за Прилеп се вклучија во дискусијата. Во Градската библиотека Борка Талевски се одржа јавна расправа иницирана од Министерството за животна средина и просторно планирање, на која беше презентирана студијата за оцена на влијанието врз животната средина за проектот изградба на коридор 10D делница на автопатот Прилеп-Битола. На јавната расправа учествуваа граѓани, невладини организации и граѓански екоактивисти, кои ги пренесоа своите забелешки по однос на влијанието на животната средина од проектот. Студијата за влијанието врз животната средина од изградбата на коридорот 10D, делница автопат Прилеп-Битола, по барање на инвеститорот во проектот Јавното претпријатие за државни патишта, е изготвен од Градежниот институт и била доставена до општините Битола, Прилеп, Могила и Новаци. Временска прогноза.
Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност, дуваше слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура изнесуваше 3, а максималната достигна 18 степени Целзиусови. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника вести, продукција Радио Пела, март 2026. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.